Почитувани гледачи, вие сте со понеделничкото издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Во текот на изминатото деноночие во Тетовската клиничка болница починале 2 лица по компликации од COVID-19. Актуелната состојба со коронавирусот во земјава го зголеми бројот на инспекцијски надзори на надлежните институции за влез во угостителски објекти. Ширењето на коронавирусот со бројка од 500 заразени граѓани ги натера општинските власти на Маврово Ростуше да бараат онлайн почеток на учебната година. Во текот на изминатото деноночие во Тетовската клиничка болница починаа 2 лица по компликации од COVID-19, а хоспитализирани се вкупно 116 пациенти. Лекарите понатаму апелираат граѓаните да се вакцинираат со цел да се спречи ланецот на ширење на заразата. Двајца починати пациенти по компликации на COVID-19 во Тетовската клиничка болница во последните 24 часа. Едниот пациент е над 50 годишна возраст, а другиот е над 80 години. Моментално хоспитализирани се 116 пациенти, сите на кислородна поддршка, од кои само 6 се вакцинирани само со прва доза. Во текот на изминатите 24 часа пак имало 99 амбулантски прегледи. Покрај инфективното оделение и модуларната болница се уште е мобилизирано и интерното оделение на Тетовската болница. За жал, имаме двајца починати пациенти, иако бројот е многу паднат од другите денови, што има многу голем број на мртви. Но за жал пак бројката не е нула. Имаме двајца починати, од кои едниот е над 50 години, другиот пациент над 80 години. Лекарите со апел до граѓаните да се вакцинираат бидејќи како што велат, тоа е единствен начин да се запре пандемијата. И замолила сите да се вакцинираат, зашто ова е единствениот начин со кој ние може да се заштитиме од оваа пандемија. Значи само вакцинација. Инаку бројките на ново заболени во Тетовскиот регион веќе подолг период се троцифрени. Во ковид статистиката вчера пак беа регистрирани 105 нови случаи со што активно болни се над 2000 лица. Деновиве има благ пат на бројот на новозаразени со корона во Гостивар, но состојбата е се уште критична поради хоспитализациите и високата смртност. Викендов беа регистрирани 8 смртни случаи. Лекарите велат дека се работи за пациенти со хронични болести и нагласуваат дека болните предоцна доаѓаат за медицинска помош. Гостивар останува црвена зона за коронавирусот, иако деновиве имаше намалување на новите случаи. Состојбата е критична. Ковид одделенијата се преоптоварени со пациенти, а смртноста е висока. Викендов што измина беа регистрирани 8 смртни случаи. Утрово починаа 2 пациенти. Лекарите велат дека се работи за хронично болни, но нагласуваат дека голем дел од пациентите се лекуваат дома и предоцна доаѓаат за медицинска помош. Повеќето се со хронични, значи коморбидитети, има во најголем 95% се со хронични заболувања претходни. Голем дел од пациентите што доаѓаат, значи се лекуваат во домашни услови и кога ќе дојдат тука више тешко можеме да им помогнеме. Значи ние и кислород даваме и инфузиона терапија, али доста гледам од пациентите, прашуваме ние, значи дали се лекувале претходно, ќе кажат 5, 6, 7 дена во домашни услови се лекувале од матичните лекари, од други лекари, не мора да бидат нивни матични пријатели. Значи поголемиот дел што доаѓаат, закаснето доаѓаат. И апелирам и до матичните лекари, и до пријателите на болните на некој начин, доктори што сад, да ги праќаат навреме пациентите, затоа што овдека кога ќе дојде многу се мали шансите да им помогнеме. На инфективното интерното нервното одделение и во модуларната болница во Гостивар вкупно се хоспитализирани 83 ковид болни, 62 пациенти добиваат кислородна поддршка. Според информациите од медицинските служби, најголемиот дел од хоспитализираните се невакцинирани. Вакцинирани лица кои се заразиле поминуваат со полесни симптоми, вели доктор Наумовски. Апелирам, значи, да се вакцинира населението.
Значи, многу е значајно, бидејќи сите што доаѓаат со 2 дози примени и што се имат еден дел што се пак позитивни, со многу полесна клиничка слика, за разлика од оние што се невакцинирани. Значи, прашав Сабајлево, исто така главната сестра на вакцинација ми кажа дека се повторно гужви, значи тоа е добро, нека да може да се вакцинираат што поголем број, да се направи тој колективен имунитет и мерките што ги даде Министерството за здравство, што ги пред некој време ги прекина да се продолжат според мене, носење на маска, значи и на отворено и на затворено, одржување на дистанца и личната хигиена да се одржува. Периодов за амбулантски прегледи се обраќаат од 15 до 20 пациенти со COVID дневно. Регионот на Гостивар има над 1300 активно заразени со коронавирус и е еден од најпогодените во новиот бран. Поради сериозноста на состојбата, надлежните донесоа одлука учебната година за средношколците да започне онлайн. Актуелната епидемиолошка состојба со коронавирусот во земјава дополнително го зголеми бројот на инспекциски контроли на надлежните институции за влез во угостителски објекти, кафулиња и барови за настани од секаков вид и за влез во затворениот дел од моловите, согласно најновите владини мерки и протоколи. Екипата на телевизија Киси Менада беше на терен заедно со инспекторите и полицијата во Тетово. За вонредниот инспекцијски надзор во Тетово збирно место на пазарните и полициските инспектори придружувани од полициски службеници беше зградата на подрачното оделение на Државниот пазарен инспекторат, од каде се упатија кон првиот угостителски објект според предвидениот план за работа. На вратата ги пречека редар пошто се проверуваше потребната документација на правниот субјект, додека на гостите им беше побаран сертификат односно потврда за вакцинација или прележан COVID-19 во последните 45 дена. Тетовското оделение за инспекцијски надзор во соработка со СВР Тетово секојдневно спроведуваат контроли врз работата на вршителите на угостителска дејност, согласно препораките на Комисијата за заразни болести за заштита на здравјето на населението од COVID-19 и согласно одредбите од Законот за угостителска дејност. При инспекцијски надзор, односно при контрола во угостителските објекти во градот Тетово и околните села се почитуваат владините одлуки, мерките за спречување на внесување и ширење на COVID-19. Лицата кои се затекнуваат во угостителските објекти поседуваат сертификат за COVID-19 вакцинација и доколку се затекнуваат лица кои не поседуваат сертификат, се превземат казнени мерки. Граѓаните кои биле затекнати без сертификат за вакцинација ќе треба да платат 250 евра, додека казните за угостителскиот објект се движат од 2500 евра па нагоре, зависно од големината на објектот, плюс 1500 евра за одговорното лице. Инспекторите заедно со полициските службеници во вечерните часови секојдневно контролираат во просек по 10 на угостителски објекти. Контролите не се вршат само во Тетово, туку и во околните рурални општини. Во периодот од 23 до 26 август на територијата на земјава извршени се вкупно 1756 инспекцијски контроли и направени се 107 записници. Од страна на државните пазарни инспектори поднесена една прекршочна пријава согласно Законот за заштита на населението од заразни болести. Заселените контроли продолжуваат и во наредниот период. Училиштата во земјата се подготвени за старт на учебната година со физичко присуство, а Министерката за образование и наука Мила Царовска ги посочи протоколите за работа на училиштата. Јасно е пропишана дезинфекција, маски и исто така користењето на училишната сала и училишните мензи се пропишани на кој начин се одвиваат. Вентилирањето на самите училници е забрането да се случува со уреди, туку треба да имаме отворени прозори или отворени врати. Учениците во текот на одморот може да излезат надвор за да може да ги извадат маските, но во престојот во училница треба да има постојана дезинфекција на површините, постојана дезинфекција на рацете и одржување на маските на лицето во континуитет. Кризниот штаб на општина Маврово Ростуше оцени дека состојбата со коронавирусот на подрачјето е алармантна и побара наставата во училиштата на територијата на општината да започне онлайн.
Ширењето на коронавирусот со бројка од 500 заразени граѓани ги натера општинските власти на Маврово Ростуше да бараат онлайн почеток на учебната година. Кризниот штаб одржа состанок и испрати официјално барање до Комисијата за заразни болести и надлежните министерства. Врз основа на излагањето на здравствените работници за состојбата во општината со вирусот, каде што беше кажано дека има околу 500 позитивни случаи, дел регистрирани како активни, а дел нерегистрирани, значи проценка на докторите беше тоа, и беше одлучено да се побара учебната година да започне со онлайн настава. Барањето е за неколку недели, 2-3 недели до месец дена, додека да се стабилизира состојбата. Ние се надеваме дека кризата со коронавирусот дека ќе се стабилизира и веднаш што тоа го потврдат здравствените работници, ние ќе побараме и настава со физичко присуство. Значи се тоа го правиме за да спречиме понатамошно ширење на вирусот, кој што знаеме од месец август, кога имаше голем број на свадби и ветранби, се прошири нагло вирусот и последиците се сега и затоа е ова барање. Во очекување на одговорот на барањето од надлежните за начинот на работа на училиштата, кризниот штаб на Маврово Ростуше повторно упати апел до граѓаните да ги преземаат основните мерки за заштита и да се вакцинираат против коронавирус. Како и на секој изјава, на секој состанок, така и сега упатуваме апел до граѓаните на нашата општина и на нашата држава да се придржуваат кон мерките кои што се препорачани за заштита на коронавирусот, заради тоа што само на тој начин можеме да се заштитиме. Исто така упатувам апел до сите оние кои што не се вакцинирани да го искористат тоа право да се вакцинираат, заради тоа што само на тој начин може да се спречат поголеми последици од коронавирусот. Според податоците кои општината ги добила од здравствените установи, вакцина против ковид досега примиле околу 1500 граѓани. Ова го сметаме за солиден одзив, со оглед дека имаме околу 4500 жители со постојано живеалиште во населените места, а секако дел од нив се малолетни, оцени градоначалникот. Спроведена акцијска контрола на возачи при која било констатирано дека 9 возачи од Полошко управувале под дејство на алкохол. Во приложение слушнете ги информациите од полицискиот билтен. Вчера полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека едно женско лице од Тетово, иако имало решение за изолација и домашно лекување, не го почитувало решението и не се наоѓало во нејзиниот дом. Против ова лице ќе биде изготвен соодветен поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. 20-годишна жителка на Гостиварско село вчера во 14 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека 20-годишникот од Гостиварска Долна Јоновица и уште две други лица со потреба на сила ја внеле во нивното возило и дека едното од нив, според пријавеното, физички ја нападнало. 20-годишникот е повикан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Изминатиот викенд од 23 часот до 5 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол. При контролата било констатирано дека 9 возачи, 5 возачи од Тетово и 4 возачи од Гостивар управувале возила под дејство на алкохол и биле исклучени од сообраќај. Против 9 прекршители изготвени се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 225 до 375 евра во динарска противредност, како и со одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во продолжение следува прегледот на резултатите од првата и втората македонска фудбалска лига. Во интересен и возбудлив надпревар екипата на Ренова одигра 1:1 на домашен терен против Работнички. Домашните го отворија резултатот во 24-та минута со голот на Ремзи Фаик Селмани. Работнички изамни во 35-та минута со погодокот од пенал на Марио Станковски, што на крајот се покаже и како конечен резултат на овој надпревар. Мислам, немам замерки околу ангажирање на играчите. Мислам дека недостасува таа реализација која ни претходеше и на претhodна утакмица која ја имавме. Створивме неколку шанси, не дадовме гол. Мислам дека таа реализација денеска подбаци.
значи концентрација во тој момент на голот. Следува пауза во првенството поради репрезентативните надпревари. Како ќе се подготвувате, како ќе искористите паузата? Па да, сигурно планираме една пријателска утакмица и сигурно акцент ќе биде на реализација. Нормално дека треба да бидам задоволен со освоениот бод, сепак гостуваме кај Ренова, една екипа која што протежира напаѓачки фудбал секогаш на гол повеќе, исто како и ние. Отворена утакмица, гледачите беа задоволни со утакмица со многу шанси, многу отворена игра, многу акции од двете страни. Можеби второто полувреме и тие имаа некоја шанса, но и ние имавме два зицери за да го земеме целиот пленот од Тетово, каде што секогаш е тешко да се гостува против екипа која што многу ја почитувам и нивниот тренер. Задоволен сум од овој бод, играчите заслужуваат честитки, имавме мал пех поради дефект на автобусот, чекавме на автопат 45 минути, не е едноставно, после сето тоа да дојдеш тука и да изиграш против еден тим како што е Ренова. Честитки за мојата екипа, честитки за екипата на Ренова, им посакувам среќа понатаму. Исто ние се спремаме сега, паузата ќе ја дочекаме поготвени, неколку играчи ќе добијат право за настап и се спремаме за следниот надпревар против Брегалница. На останатите надпревари од петтото коло на првата македонска фудбалска лига беа постигнати следниви резултати: Пелистер Шкендија 2:2, Брегалница Академија Пандев 3:2, Македонија Ѓорче Петров Борец исто така 3:2, Шкупи Скопје 4:1 и Тиквеш Струга 1:1. На табелата во водство се екипите на Шкупи и Академија Пандев со по 10 бодови. Ренова е на петтата позиција со 8 поени, додека Шкендија е на 8-то место со 6 бодови. Во второто коло на втората македонска фудбалска лига Запад најинтересно беше во Гостивар, каде екипата на Беса од Добридал го доби локалното дерби против Тетек со 2:0. Головите за домашниот состав беа дело на Екзо Назири и Шериф Реджепи. Историски ден за фудбалскиот клуб Беса, прв настап во втора лига и прва победа, но да се надеваме дека нема да биде последна и на следните надпревари да играме квалитетно, иако морам да признам денеска малку имавме притисок, желбата за победа и лошиот пораз од првиот надпревар и малку ни даде психолошки притисок, иако знаевме дека Тетекс е доста квалитетна екипа која еве неколку посебно овие две сезони скоро игра со истата екипа, млади играчи кои што имаат доста искуство, имаат одличен стручен штаб и знаевме дека нема да биде толку лесно, но ги искористивме нашите шанси кои ги имавме во доволен број, како што видовте во прво полувреме го скршивме во точниот момент 20-25 минута. Истото се случи и второто полувреме. Првенството ќе биде тешка, но ние сме спремни за предизвикот и се надеваме до крај на првенството да имаме добри резултати. Не сме задоволни, лош надпревар, како што рековте, заслужено загубивме затоа што не може после една утакмица да мисли дека е првенството завршено. Нити со една победа се станува шампион, нити со еден пораз се испаѓа од лига. Меѓутоа, ако нема континуитет, нешто за што сакавме да работиме, тогаш нема ни да има напредок. Лоша игра, разговаравме и со играчите, не можам да разберам да се почне со еден таков страв, со еден преголем респект за противникот, борете да респектираш, меѓутоа не треба и така со голем страв да се игра на надпревар кој што може да ти донесе многу повеќе од она што се очекува. Следува пауза во првенството, на што ќе работите, на што ќе се подготвувате, како ќе искористите паузата? Ете, на тие недостатоци што ги имаме. Ќе поработиме малку повеќе на организацијата на игра, затоа што мора да бидеме похрабри. Не може само со дефанзива да се победува, нели? Нормално треба да се нападне. Јас реков, ние ќе бидеме, ќе тежнееме да играме према напред, не само да се браниме и сигурно дека на тоа ќе биде ставен главниот акцент. На останатите надпревари од второто коло на втората македонска фудбалска лига Запад беа постигнати следниви резултати: Велешта Гостивар 2:2, Кадино Охрид 2:1, Силекс Вардар 2:1 и Воска Кораб 3:1. На врвот на второлигашката табела се Воска и Силекс со по 6 бодови. Беса и Тетек се на четвртата и петтата позиција со по 3 поени, додека Гостивар е на последното 10-то место со само 1 бод.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!